Почитуван вице-премиер во владата на Република Северна Македонија, почитуван министар, почитувани присутни. Во изминатите неколку години во и околу Крива Паланка во континуитет се работи на подобрување на локалната и регионалната патна мрежа. Така, во овој изминат период од 3,5 години е инвестирано или се инвестира во вкупно изградба на 25 км нов експресен пат, целосна рехабилитација или доизградба на 36 км магистрални патишта, целосна рехабилитација на околу 56 км регионални патни правци, изградба и рехабилитација на околу 10 км локални улици и патишта и санација на над 50 км земјени патни правци во руралните средини. Нема населба или населено место во кое во изминатиот период се нема појавена градежна механизација. Денешниот проект за изградба на пристапна улица во новите градски градишта во должина од 828 метри и во висина од 11 милиони 723 580 денари е возможена преку проектот на Министерството за транспорт и врски за поврзување на локални патишта како заем од Светска банка. Рокот за изведба е 10 месеци, а изведувач на работите е фирмата Ескаватори и Битем. Инаку, во рамки на овој проект, на општина Крива Паланка и се доделени вкупно 984.694 евра, со што во следниот период ќе се овозможи да се инвестираат или реализираат уште два значајни проекти во патната инфраструктура. Покрај отпочнувањето на работите на улица Вршачка и во населба Мизовски ливади, за кои што се подпишани договори, преку сопствени средства деновиве беа направени интервенции на два крака на улица во населба Метролошка. Од вчера се работи на крак на улица во населба Лозаново, а во следниот период ќе продолжиме со целосна рехабилитација на улицата Херој Карпош. Механизацијата во моментот или во претходниот период работеше на расчистување на патни правци во руралните средини, и тоа Градец, Дренак, Дурачка река, Габар, село Мартиница. Работевме и ќе продолжиме да работиме посветено и одговорно за решавање на секојдневните проблеми на граѓаните на Крива Паланка. Ви благодарам.